По 2 бебиња во еден инкубатор, нема вентилација, стара постелнина, уште постари кревети, покривот тече, недостаток на вработени. Ова е сликата на клиниката за гинекологија што ја затекнала екипата на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој деновиве изврши вонреден инспекциски надзор. Регистрирани се бројни недостатоци. На одделението за интензивна нега и постинтензивна нега за време на надзорот е констатирано дека има зголемен обем на работа во однос на просторните и кадровските капацитети, како и во однос на опремата. Сместени се по 2 новороденчиња во еден инкубатор. Клиниката располага со капацитет од 25 новородени, а во време на надзорот хоспитализирани се 49. Клиниката има недостаток од средно медицински кадар, медицински сестри, акушерки, од сестри специализирани инструментарки, има недостаток на кадар од неонатолози, педиатри и анестезиолози. Заради недостаток на систем за добра вентилација во однос на свеж воздух и како недобро функционирање на системот за терморегулација, топло-ладно, нотирани се сериозни забелешки во однос на температурата која има во работните простории на клиниката, операционни сали, сали за киретажа и оделите за интензивна и постинтензивна нега. Од инспекторатот до клиниката ќе издадат решение со законски рокови, во кои лошите услови ќе мора да се санираат. За Јовановска важно е пациентите да не трпат, односно да им биде укажана потребната здравствена услуга. Многу ни е битно да ги овие деца да бидат згрижени кај нас и да им биде дадено се максимално, значи од целиот третман, лекови да не се штеди на давање на лекови кај овие деца, бидејќи тие лекови се многу скапи и заради тоа во приватните клиники немаме згрижување на недоносени деца или многу малку. Секоја фамилија може да обезбеди околу 30.000 евра кошта извлекување на едно такво недоносено дете. Неповолните услови за работа влијаат за рапидно зголемениот број на смртност кај новороденчиња во последниот период, вели Бухова. Освен на гинекологија, со проблеми се соочуваат и другите клиники. Најалармантна се чини состојбата на клиниката за детски болести. Во неформална средба со новинарите, директорката Катерина Ставрик посочи дека и овде недостига кадар. За време на дежурствата, родителите носат деца кои може да се третираат и од матичните болници. Тоа ја преоптоварува болницата и се пролонгира третманот на оние со посериозен проблем. Се уште не е отворен најавуваниот дел за интензивна нега, во кој се очекува целосно нова опрема, апаратура, монитори, ново ехо.